там. Борбата што ќе биде после празниците ќе биде долга и тешка. И затоа бараме помош од секој од вас што може да придонесе на свој начин, да го направи тоа, да се обрати на некој од редарите, сепак да бидеме во контакт, за да можеме да што веќе го нема. Значи, позади фабриката, кој некој се движи натака, ќе види една ужасна гледка од едно брдо, од еден риш што веќе го нема. И за разлика од другите проблеми што ги имаме во државата што може да се решат, ридот кој се создава за милиони години, за неколку децении веќе го нема и ниту ќе го има. И тоа е штета што ќе остане понатаму. И што еднаш ќе кажам, за Русија веќе место нема, понатаму ќе представиме нашите барија и кој да се престане да се копа тој рид. Секој може да дава предлози, да дава совети и идеи како да се бориме против овој трујач позади. Оваа мафија која не труја, не се плаши ниту од политички партии, не се плаши ниту од невладини организации. Оваа мафија се плаши само од народ. Ова е крај. Стоп за Русија! 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 Овој протест и оваа организација граѓански иницијатива 100+. Имаме 5000 смртни случаи годишно од загадување. Таа бројка за жал од година во година се зголемува. Доста е. Мораме да изостанеме на патот на овие трујачи. Мораме да излеземе на улица и да се бориме за нашиот воздух, за правото кое ни загарантирано. Имаме 5000 смртни случаи годишно од загадување. Таа бројка за жал од година во година се зголемува. Доста е. Мораме да изостанеме на патот на овие трујачи. Мораме да излеземе на улица и да се бориме за нашиот воздух, за правото кое ни загарантирано. Русија! Стоп за Русија! Стоп за Русија! Стоп за Русија! Русија! Стоп за Русија! Стоп за Русија! Стоп за Русија! Што веќе го нема. Значи, позади фабриката, кој некој се движи натака, ќе види една ужасна гледка од едно брдо, од еден риш што веќе го нема. И за разлика од другите проблеми што ги имаме во државата што може да се решат, ридот кој се создава за милиони години, за неколку децении веќе го нема и ниту ќе го има. И тоа е штета што ќе остане понатаму. И што еднаш ќе кажам, за Русија веќе место нема, понатаму ќе представиме нашите барија и кој да се престане да се копа тој рид. Се сеќавате ли на овие зборови? Високи представници на власта ни зборија, ни ги переа умовите дека ние сме криви, дека е до нас, не е до нив,
не е до индустријата, не е до енергетските компании, до нашите ќумбиња е. Епа, го дишеме ова. И господа од Усје, вие повторно, како и 2019 година го заслуживте овој пехар овде, тоа е трујач на годината. Повторно ви го даваме. Благодарам. Добро вечер, Македонију. Добро вечер, мои сонародници од нашата престолнина. Доаѓам овде. Доста е. Мораме да изнастанеме на патот на овие трујачи. Мораме да излеземе на улица и да се бориме за нашиот воздух, за правото кое ни е загарантирано со устав. Ако немаме воздух, се ни е џабе. Парите не се дишат, парите не се јадат. Се ни е џабе ако немаме слобода, ако не можеме да излеземе од дома. Кога е загадено, не можеме ни до продавница да отидеме, а да не се закашламе, да не почнеме да се гушиме. Кога не смееме да се делиме на вас и нас, и вие и ние. Ние сите сме едно исто. Мои сонародници, сакам да ви пренесам една порака како еколошки борец во Прилеп, дека време е сите заедно да станиме. Вака ве гледам вечерва во одличен број, но сепак за Скопје не е доволно, но сигурно дека ќе биде во иднина уште подобро. Ви носам една порака која е многу важна. Порака со која сакам да ја разбираме она наша монотонија, она наша меланхолија, која беше не нападнала како народ. Кажи ми што значи Мора ова? да разбереме Извезете си дека во воздухот ништо со профитот. не е џабе, дека силна колонијална компанија, добро позната за нашата македонска јавност, која се вика Бехтел и НК, со нападот во Прилеп. Сакам да ви пренесам дека и покрај такви напади од апаратот наречен држава, од една компанија која постои 140 години, можете да замислите чија е, и на своето конто има не милиони, а милиарди. Но ние во Прилеп станавме и таму се одигра најдолгата битка со апаратот наречен држава. Кажи ми што значи Мора ова? да разбереме Извезете си дека во воздухот ништо со профитот. не е џабе, дека